здравството се соочува со непотизам, со корупција, дали мислите дека проблемот произлегува од таму? Од тука прашањето ми е дали ќе се обратите нешто на овие проблеми и второ прашање повторно истото, ако тоа е суштинскиот проблем, дали се протестирате сами против себе? Кажав и во изјавата дека тоа што преземаме неколку чекори, значи дека сме свесни дека проблемот е комплексен. Комплексен во која смисла? Ова е затоа и така и го нареков почеток на еден процес за враќање на довербата помеѓу пациентите и здравствените работници. А тоа бара многу работа. Ова професионално обезбедување е само еден сегмент во целокупниот тој процес. Тој процес вклучува надградување на и напредување на статусот на сите здравствени работници. Ние тоа го правиме преку зголемување на примањата. Понатаму условите во кои што тие работат. Јавна кампања во кој што јавно ќе кажеме и јасно ќе укажеме на сите кои што бараат здравствени услуги дека тој што дава здравствена услуга на вистина мора да се почитува. И самиот сум бил сведок на многу непријатни ситуации. Знаете, во ургентните центри за време на приемите навистина доаѓаат и семејства кои што се нервозни, се соочуваат со сериозни повреди, здравствени состојби кои што го загрозува животот на најблиските, нормално е така да реагира. Во голем дел тие семејства следниот ден се извинувале. Затоа сакам да кажам дека станува збор за еден комплексен процес, апсолутно дека има многу проблеми. Еве, например, самото тоа што вака е се распределени клиниките во клиничкиот центар е проблем само по себе да се спроведе една форма на обезбедување. Преземаме мерки за системски промени, за унапредување на целокупниот здравствен систем, за унапредување на статусот на здравствените работници. Ке повторам, не сметам дека само обезбедувањето само по себе може да го реши овој проблем. Затоа ова е одличен почеток на еден процес во кој што сметам дека во периодот кој што следува, кој што сигурно нема да биде краток, сигурно ќе треба долго време, ние ќе видиме, ќе имаме видливи резултати. За жал со едни не така убави поводи кои што се случува во изминатиот период, тоа се зачестените напади врз здравствените работници, но во таа смисла да искористиме можноста да започнеме една кампања. Сите институции кои што имаат улога во целокупниот овој процес за враќање на довербата помеѓу пациентите, здравствените работници, една силна порака дека со насилство не се решаваат работите, дека нема никаква логика да се дигне рака или со насилство да се решава нешто со здравствени работници кои што се борат денонокне за животите на најблиските, на семејствата кои што ги прават тие или ги направија тие проблеми во неколку инциденти во последниот период. Ние започнавме една акција во координирана соработка со Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда. Сакаме да упатиме порака дека сите тие престапи се казниви, дека се предвидени казни и парични, меѓутоа и казна затвор. За конкретните случаи кои што се случија во изминатиот период, еден дел од предизвикувачите завршија и во притвор. Сакам да укажам на тоа дека преземавме и конкретни мерки во соработка со Министерството за внатрешни работи, ќе има мобилна патрола во регионот на Старата градска болница, кај што всушност се случуваат и најголем број на инцидентите со оглед на големата фреквенција на пациенти кои што таму има, посебно за време на дежурствата, односно полнокните часови, и ние од страна на Министерството за здравство постапка за дефинитивно решавање на овој проблем, а тоа е преку обезбедување на професионална форма на обезбедување на сите критични здравствени објекти, како овде во рамки на клиничкиот центар, така и секаде низ градов, односно низ републиката, каде што има такви ургентни центри каде што се третираат пациенти 24 часа, па после или се препраќаат на друго место или се третираат во болниците. Уште еднаш дозволите да упатам јасна порака на осуда. Нема да дозволиме да се случуваат вакви инциденти во иднина. Ова ја надминува секоја логика. Здравствените работници пожртвувано ја работат својата работа, спасувајќи ги животите на сите пациенти.